Почитуван председател на Собранието, почитуван председател на Судскиот совет, почитувани колеги пратеници, медиуми и граѓани на Република Македонија. Имаме денес за разгледување предлог за избор на судија на Уставен суд. За кандидат на судија на Уставен суд од редот на судиите, Судскиот совет ја предложил Добрила Кацарска. Анализирајќи ја нејзината работа, најдов на многу контрадикторни работи. Во текот на нејзиното долгогодишно работење, а особено во последните неколку години, има направено доста, во наводници, ненамерни грешки, повреда на човекови права, вршење притисок врз судии. Таа беше посочена од познатата обвинителка Лиле Стефанова дека вршела директен притисок кон нејзините колеги, мешајќи се во судските одлуки. А судија кој врши притисок врз своите колеги треба кривично да одговара, а не да биде унапреден во уставен судија. Во други држави за ова следува разрешување, а во нашата држава унапредување. Некои судии поднеле оставки токму поради притисоците под кои работеле. Како тогаш, почитувани, да се има доверба во оваа личност и каков уставен судија ќе биде? Добрила Кацарска стана позната како судија која одржуваше рочишта по 4 пати во неделата, по 10, 12 и 14 часа во текот на денот, особено неделата пред промената на името, кога имаше 5 пратеници обвинети, од кои 3 гласаа за промена на името и добија амнестија. Сите знаеме и сведоци сме во последните неколку години какво е нејзиното однесување како судија кон претходните функционери на ВМРО-ДПМНЕ, посебно нејзиното однесување кон Гордана Јанкуловска при водење на предметот познат во јавноста како Тенк. Поради таквото нејзино однесување, непрофесионално, на 5.9.2018 година, поднесено е до Судскиот совет барање за повредување постапка за утврдување на одговорноста на судијата Добрила Кацарска за пристрасно водење на судската постапка, намерно сторување на професионална грешка преку повреда на правилата за правично судење и груба повреда на правилата на Судскиот кодекс. Исто така, како да се протолкува нејзиниот однос кога реши да ги дисциплинира и казни адвокатите кои побараа одложување на рочиштето, се до опремување во новиот објект на кривичниот суд, што беше неприфатливо од неразбирливи причини за судијката Кацарска. Тоа се случувало на 16.10.2018 година, кога се сослушувал така наречениот загрозен сведок, кога поради технички причини судењето било преместено во просториите на стариот кривичен суд Скопје 1, каде немало основни услови за работа. Постапувањето на судијката Добрила Кацарска не го одобруваат само нејзините адвокати и другите адвокати и некои нејзини колеги, туку и народниот правобранител, и тоа за случајот 27 април. Судијката Кацарска направила груба повреда на постапката, кога кон гаранцијата ја додала и мерката притвор. Обвинетите редовно се јавувале на судењата. Никој од нив не избегал и не го повторил кривичното дело, но таа додала мерка притвор. Народниот правобранител констатирал повреда на правата на обвинетите и поднел преставка до Судскиот совет за поведување на постапка за утврдување на нејзината одговорност. Но и покрај сето ова, на крај, Судскиот совет констатирал дека станува збор за ненамерен пропуст на судија и така се завршило се. Дали судовите кои треба да ги применуваат правдата и законите ги почитуваат истите? И како според сите овие дела на Добрила Кацарска таа треба да се изгласа за уставен судија? Ова значи дека неправдата ќе се пресели на највисоко ниво, односно во Уставниот суд на Република Македонија. Ние како пратеничка група од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ќе гласаме против овој предлог Добрила Кацарска да стане председател на Уставниот суд. Благодарам.